Во духот на вашиот претходник, премиерот на таа политичка влада, каде не видовме некоја логична смена на министри, поставување на место на разрешените поквалитетни кадри, и вие вршите смена на министер за труд и социјала заради табла на која што пишувало Република Македонија. Вашиот претходник знаеше министрите да ги уквалификува, знаат и се трудат, не знаат, ама се трудат, па може би и ќе научат. И не знаат и не се трудат. Па не видовме ниеден да биде сменет, барем од оние не знаат и не се трудат. После со тек на време се isprofilираа и нови сорти, што би рекол народот. Не се тамо заради граѓаните, не се во издржна власт заради граѓаните. Па излего друга сорта, повеќе од 6 месеца не доаѓаат на работа. Па излегоа на крај на година со катастрофална реализација на годишен план за јавни набавки. Ама не видовме никој од тие таквите да биде сменет. Смените се случуваа, зашто така посакале коалиционите партнери Самка и ЕНС, затоа што некој станал пратеник, друг градоначалник, па после дојдоа смените под превезот на храбри одлуки кои што беа предвечерија на општото раздавање од буџетот без да се има одговорност за последиците од буџетските импликации. И сега вие во оваа техничка влада ја менувате Рашела Миздрахи, која што е предложена нели од ВМРО-ДПМН како технички министер за труд и социјала. Господине Спасовски, фрлате дамка на изборниот процес уште од сега. А задачата ви е да овозможите чист, фер изборен процес без злоупотреба на власта за изборни цели, без злоупотреба на јавните финансии во изборни цели. И сега за вас е нормално денес да се објавува оглас за вработување на 2 дена пред распуштање на собранието во Македонски пошти од ни помалку ни повеќе 280 извршители. Тоа е една нова како странска директна инвестиција во Македонски пошти. За вас не е проблем после 2 годишно укинување на усогласувањето на пензиите согласно растот на трошиците на живот од денот на техничката влада да имаме адхок зголемување на пензиите. Не е проблем да се овозможува докуп на стаж, не е проблем без предвидени буџетски средства да се гласа закон за студентски оброк и редица други закони без предвидени буџетски средства за тоа, што е класична злоупотреба на јавните финансии за изборни цели. За вас е проблем за изборниот процес, а вие сте со спорен легитимитет за тоа што Министерката за труд и социјала држала пресконференција на табла, на пано на кое што пишувало Република Македонија. И сега тоа било толку голем проблем, и за тоа што сме добиле нели протестна нота од грчка страна до Министерството за надворшни работи, а сега слушаме дека уште неколку такви протестни ноти МНР добило, ама тие не ја виделе светлината на јавност. И сега ние не можеме тука да најдеме изговор да се оправдаме за тоа што од другата страна ништо не е направено во поглед на тоа, иако Преспанскиот договор предвидува преоден период од цели 5 години од денот на отпочнувањето на поглавието да се изврши тоа осогласување и промена на документите и материјалите за внатрешна употреба. Вие тоа го повдигате на проблем невиден кој што ќе ги загрозува македонските евроинтеграции, и целата оваа дискусија тука и со предочувањето на редица други примери кои што покажуваат дека не сте принципиелен кога се во прашање
употребата на уставното име, што впрочем важи и за вас во вашите дискусии, ние си правиме проблем повеќе, за да не ги продочуваат и посочуваат секогаш оние кои што не баш се радуваат во нашите побрзи евроинтеграции. За вас не е проблем тоа што пред време фрлате сомнеш во регуларноста на изборниот процес. Мора да си признаеме дека честопати знаат изборните процеси кога се во прашање социјално ранливите категории и изборното право на социјално ранливите категории да биде проблематично во Република Македонија изборниот процес кога се во прашање овие категории, а вие сомнежот го оставате просто за сомнеж баш во тој дел со промената на Министерката за труд и социјала. Дополнително оставате простор и за после изборите да биде ова што вие сега го правите изговор за добар или лош изборен резултат. Затоа ве замолувам, почитуван технички премиер, имате се уште време да го повлечете овој потек и да не фрлате црна дамка уште вечерва на изборниот процес. Ако некој требаше да реагира за вакви ситуации, сигурно дека многу повеќе заслужуваше смена дополнителниот министер за финансии во на претходна преодна влада со испраќањето на писмата до инвеститорите потенцијални при издавањето на евроврзницата, што направи штета од неколку десетици милиони евра за Република Македонија од таблата во Министерството за труд и социјала, на која што министерката Мизраки држеше пресконференција. Немојте да правите скандал од нешто што не е скандал. Немојте да правите проблеми, да ја подигате тензијата за нешто што нема потреба. Ако ви е целта некакво одлагање на избори, тогаш можеби средството што го користите ви држи место. Ама ако сакаме распуштање на собранието утре и ако сакаме фер и коректни избори, вие треба овој потек да го повлечете.